Левица предлага зголемување на породилното отсуство на мајките од 9 на 18 месеци. Ова е една од мерките која нам ни е многу важна и е дел од нашата програма за која сметаме дека ќе најде на слух кај владачкото мнозинство ако земеме предвид дека ВМРО-ДПМН пред 7 години предложи сличен закон. Овие трети измени во Законот за работни односи кои ги поднесуваме се со цел подобрување на социјалната и економската заштита на мајките и семејствата во Република Македонија. Предлог законот кој го поднесуваме предвидува продолжување на платеното породилно отсуство од сегашните 9 до 15 месеци, зависи од ситуацијата, на 18 месеци непрекинато за било која можна ситуација. Дали е тоа случај со едно дете, дали е тоа случај со повеќе деца или случај со посвојување на деца. Оваа мерка има за цел да им овозможи на мајките доволно време за физичко закрепнување и за градење здрава врска со нивните деца без страф од финансиска несигурност или губење на работното место. Овие измени се неопходни поради низа причини, од која првата причина е здравиот разум и фактот дека нашата држава е социјална држава. Понатаму можеме да ги издвоиме научните докази за важноста на првите месеци од животот, каде што истражувањата покажуваат дека долгото и квалитетно време поминато со родителот во првата година од животот е клучно за психофизичкиот развој на детето. Нашата држава треба да креира безбедни и оптимални услови за родителство. Понатаму имаме заштита на менталното здравје на мајките и на родителите генерално, затоа што годината по породувањето е критичен период за менталното здравје на жената и на родителите воопшто. Понатаму имаме компаративна анализа со европските земји, затоа што во повеќето европски земји породилното и родителското отсуство се значително подолги. Имаме Шведска, Словенија и така натаму. Во овој збир на земји некогаш се наоѓаше и Македонија. Македонија имаше позитивна и добра легислатива во однос на оваа проблематика од социјалната заштита, но со време породилното отсуство беше скратено. Понатаму имаме финансиска сигурност за семејствата, затоа што во сегашниот систем многу родители и мајки се принудени да се вратат на работа порано од што е препорачливо поради финансиски причини. Оваа измена ќе намали финансиската неизвестност и ќе им овозможи на семејствата стабилност. Средствата за финансирање на продолженото породилно отсуство ќе бидат обезбедени од буџетот на Република Македонија, а го предлагаме законот по скратена постапка затоа што сметаме дека материјата која предлагаме не е обемна и сложена. Овој предлог закон очекуваме во собранието да биде поддржан од проста причина што претходно ВМРО-ДПМН имаше сличен предлог, а сметаме дека пратениците од опозицијата од СДСМ ќе се повикаат на нивните социјалдемократски начала. Апелираме до сите пратеници да го поддржат овој закон за да обезбедиме вистинска социјална заштита за оваа категорија граѓани.